Препораките на Светската здравствена организација се секое бебе да се дои до 2-годишна возраст. Во неделата кога се промовира важноста на доењето, разговарам со Наташа Чамбазовска, медицинска сестра и едукатор за доење. Зошто е важно доењето? Незаменливо е мајчиното млеко, че не постои адаптирано млеко кое тие се блиски до мајчиното млеко, меѓутоа единствено само антителата и имуноглобулините, кои ги има посебно во колострумот во првите денови од доењето, ги има само во мајчиното млеко. Така да секако дека ние го поддржуваме исклучиво доењето на бебенцето и хранење со мајчино млеко. Значи, многу битен момент е не само за растот и развојот на едно новороденче, него и за понатамошниот живот, за поцврст имунитет, за добар психомоторен развој. Значи, препорачуваме нашата болница Аџи Бадем Систина се придржува на оваа недела, светска недела за поддршка на доењето, која е од 1 до 7 август. Ова година е мотото да се поддржат мајките, вработените мајки. Многу битен момент е тоа. Не само за да има континуирано, значи за самиот почеток на битно е да се отпочне со самиот процес на доење, затоа што уште во почетокот, доколку мајката треба да се врати порано на работа, се во недоумица дали воопшто да почнат да го дојат бебенцето. И затоа и ние и нашата болница апелираме, бидејќи сме поддржувачи на доењето, да излезат во пресрет и компаниите и општеството, да се поддржат мајките во тој процес на доење, на тој начин што ќе им овозможи во текот на работното време, одреден период, да се бидат со детето, значи да се приспособи некоја просторија каде ќе можат да го подојат бебето или да кратко да го напуштат работното место, да отидат дома да го подојат детенцето, значи да биде во континуитет тој процес на доење, да трае подолго. Покрај здравствените придобивки кои доењето ги носи за новороденчето, за бебето, тука и психолошкиот момент, односно развивањето на емоции помеѓу детето и мајката. Колку тој аспект доењето е важно и клучно за здравјето? Многу е битен тој момент. Тоа и научно е докажано дека бебинцата што се дојат, практично при самиот процес на доење, нели мајката го гушка, го гали, го прегрнува детето, му зборува. И научно е докажано дека бебињата што се дојат, дека тоа има влијание на правилен психомоторен развој и дека велат дека бебињата што се дојат се само поуверени и посигурни во себе си, заради пак ќе речем тој момент поврзано со мајката, значи сигурноста што му ја дава при самата преградка во текот на доењето. Значи ритмот на доење е различен во почетокот па и понатаму. Значи во почетокот во болница ние советуваме почесто да се става бебето на града, да не се водат по тој часовник, него секогаш кога ќе посака бебинцето. Зошто е тоа така? Затоа што бебињата во почетокот повеќе спијат од што цицаат и практично не е надојдено млекото. Значи колку почесто се става бебето, значи да нема размак помеѓу подој повеќе од 3 часа дење и ноќе. Кога ќе надојде млекото, за тоа треба време, бидејќи доењето е вештина која треба да ја совладат и мајката и бебинцето. Тогаш постепено ќе се направи тој ред да бебето, практично бебето само ќе се го направи тој ритм. Значи ако добро се нацица при еден подој, од прилика негде би требало 20 до 25 минути да трае подојот на едната града, па потоа се нуди другата града, доколку добро се нацица, квалитетно цица бебето, тогаш ќе се направи тој ритм на 3 часа да цица бебето, но за тоа треба време, значи неколку недели, не за џабе постојат тие 6 недели кои се најбитни во самиот процес на доење, за да се навикне и бебето и мајката на целиот тој процес.
Се наоѓаме во летен период каде што дневните температури знаат да бидат екстремно високи. Колку тоа влијае на доењето, односно дали секоја млада мајка која сега го започнува доењето на своето дете треба да прави нешто поразлично за разлика од оние мајки кои доењето го започнуваат можеби во зима или пак есен? Не менува, битно е да прима повеќе течности мајката, почесто да го дои бебенцето, да не чека кога е топло времето, секако дома треба да пуштат клима, да не биде претоплено бебето, да излегуваат надвор, да не чекаат тие 40 дена, да седат дома, значи кога е посвежичко во утринските часови и во вечерните, да излегуваат со бебенцето, да пијат течности, да јадат калорично, да не избегнуваат оброци. И секој момент бебето кога спие, секако и мајката треба да одмара. Тие се практично, освен тоа што бебето треба често да цица, тие се и условите за подобра лактација и побрзо да надојде млеко. Советуваме да во летниве, да речем летниот период, да не ги одбиваат бебенцата, малце да биде посвежичко, да речем, времето, па тек тогаш ако имаат потреба или ако дошол моментот да се одбие бебенцето. Но сепак постојат и бебенца кои од различни причини не цицаат. Како да реагираат мајките во такви ситуации, а при тоа сакаат да ги дојат своите новороденчиња? Па тоа е мал процентот на такви бебенца. Вообичаено можеби се случува кај предвреме родените бебенца, прематурните, каде што кај нив рефлексот не е толку многу развиен. Но најголем услов за да цица бебето е само спремноста и решеноста на мајката да го дои бебето. Уште еднаш ќе речам, значи колку почесто, поупорна, пострплива да биде во тој процес на доење, тогаш ќе се воспостави тој процес на доење. Значи треба време и голема поддршка. Во почетокот, во првите 3 до 4 дена, секако е многу битна поддршката на медицинскиот персонал, нас на медицинските сестри на одделот за неонатологија и педиатрите. Поддршката во семејството треба да биде огромна и секако пак ќе спомнам и ќе се надоврзам на годинашново мото, значи поддршката од општеството и од компаниите каде што работат мајките, доколку треба порано да се вратат на работното место. Нели некогаш велат мајките, повеќе ќе се измолзувам, подобро да се измолзувам отколку да го дојам. Ние велиме дека подобро е да се дои, затоа што бебето едноставно, така се створила и природата, дека е најголемиот стимулатор за надоаѓање на млеко. Се надевам дека сите оние млади мајки кои во моментов го гледаа овој разговор најдоа бројни мотивацијски моменти зошто да го започнат или да го продолжат доењето на своите новороденчиња. Ви благодарам. Благодарам и на